И додека светот на фудбалот често се губи во тактички надмудрувања и вар контроверзии, неговиот помлад брат, футсалот, не нуди чиста и дестилирана акција. Ова е спорт од каде што се родија многу светски познати имиња во фудбалот, например Меси, Роналдиньо, Неймар, верувам има и многу други. Тоа нека биде како најава за гостите во мојот подкаст. Наум Блажевски, веќе 2 години, дел од футсал клуб проект. Наум, добре дојде во мојот подкаст. Добро најде. И Иван Гавровски, председател и собственик на футсал клуб проект. Иван, добре дојде и за тебе. Добро најдов и благодарам за можноста. Така, на самиот почеток да ве прашам дали се согласувате со мојата најава? Најавата е на место, изненадувате позитивно. Информација која што многу малку луѓе ја знаат, зборам за луѓе кои што следат фудбал, дека големите бразилски и јужноамерикански фудбалери всушност прво почнуваат со футсал, а потоа преминуваат на големиот фудбал. Многу идоли на денешниве генерации не знаат дека дури најголемите фудбалски имиња започнале со футсал, да. Тоа ми беше доста интересно. Го видов во еден онлайн медиум и затоа решив за тоа да го почнем и овој подкаст, бидејќи да бидам искрена и јас многу малку знам за футсал. Верувам дека и публиката, и мило ми е што ќе покажеме, ќе откриеме некои информации помалку или повеќе познати за футсалот. Еве и на самиот старт ми привлече внимание и изјава од Роналдиньо, дека футсалот е извонреден начин да децата ги развијат вештините и научат што значи играта фудбал. Мислам дека ќе се согласите со таа негова изјава. Апсолутно, апсолутно. Така, Наум? Па точно е, по Роналдиньо ќе бидам оти футсал е измислен од јужноамериканските држави. Точно е. Се согласуваш со тоа дека сега малите деца, нели? Факт е дека сите одат на фудбал право, нели? 5-4 години, како и да се, најмалите ги пуштаат на терените за фудбал и сакат да бидат веднаш, нели? Роналдиньо. Се согласуваш со тоа дека добро е да се почне од футсал, за да се научат тие вештини и да се свати играта и поентата? Па, знаеш как е, на кој како и што го привлече. Јас цел живот играм голем фудбал и почнах од голем фудбал. Ама ја на 26 години нешто ме привлече поголема перспектива гледаш во футсал. Па нормално гледаме поголема перспектива во футсал и по-лесен начин да се излезе и до Европа. Надвор од Македонија. Уште на самиот старт знаеме дека спортот во Македонија, било кој спорт, има проблеми, што недоволна поддршка, нели, и од општини и од институции, се од инфраструктурно. Еве како председател и собственик на клубот, колку е сериозно прифатен футсалот како спорт во Македонија? Футсалот е спорт со голем потенцијал, меѓутоа за жал кај нас се уште не е доволно прифатен така како што заслужува. Се уште луѓето не ги знаат основните информации со футсалот и се уште не може да направат разлика помеѓу мал фудбал и футсал. За да го запознаат футсалот, треба да дојдат да посетат еден натпревар, да ја почувствуваат динамиката на играта, интензитетот на еден натпревар, адреналинот кој што се добива и ќе ги воочат разликите меѓу двата спорта и всушност ќе го сменат мислењето, перцепцијата за тоа што е футсалот и каков спорт всушност е тој. Значи не фали повеќе информации за футсалот за да се добие и видливост и гледаност, па понатаму и поддршка, нели? Така што е неопходно. Така е, футсалот е се уште кај нас нов спорт. Но во светот не е. Така е. Во регионот тој е развиен на многу по-високо ниво, за Европа и да не зборуваме. Футсалот веќе е спорт кој што ги полни салите по регионите и по Европа, едно високо ниво каде што надпреварите се всушност
предизвик за поголема целна група на луѓе. Интересно, да. Ми спомена разлика помеѓу мал фудбал и футсал. Ајде, да почнеме со играчот. Што е разликата? И мене ми до сега, до овој момент, и мене ми е исто, ако ме прашате. Разликата е многу голема и очигледна е разликата. Прво ќе видиш, ти големиот фудбал се игра со 11 играчи, а футсал се игра со 5 играчи, или 4+1. И во футсал има многу разни правила што ги нема во големиот фудбал. И малку, не знам, за мене како позахтевен да е малиот фудбал и поодговорност е отворено. Футсалот се игра во спортска сала, тој некако е поблизок до спортовите во сала, како ракометот и кошарката. За разлика од големиот фудбал кој што се игра на отворено. Сега разликите и правилата се диаметрално спротивставени. Во футсалот имаме правила кои што налага да играта биде динамична, со многу акција, со многу интензитет, за разлика од големиот фудбал каде што можеме да видиме надпревар кај што немаме и завршница на гол. Овде правилата налагаат да секој кој што ја поседува топката мора да го нападне противникот. Значи, Па видов резултати 11-0, 7-2. Токму така. Тоа е игра, тоа е динамика, постојано. Да, постојана динамика, постојана акција, интензитет, и затоа не е досаден спорт. Затоа секој кој што ќе дојде да посети еден надпревар, се враќа и пак. Навистина ми е жал, што пак ќе кажам, толку малку знаеме, но се надевам дека после овој подкаст ќе покажеме многу поголем интерес. Еве и јас, например, не сум била на нито еден надпревар на футсал, но ветувам дека ќе дојдам да ве гледам. И поддршката ќе имате. Вие сте во моментот шампиони на Македонија. Да. Клубот Проект. Кажете ми колку екипи има во Македонија и беше ли навистина тешко, ајде да кажем, да се стигне до шампионска титула? Втор пат ако не се лажам? Да, 2021 и сега. Така, втора титула. Футсал првенството во Македонија е сочинато од два степена на надпреварување, прва футсал лига и втора футсал лига. Ние сме во организација на Фудбалска федерација на Македонија, односно сме членки по правилници на ФИФА и УЕФА. Првата футсал лига сочинува 10 клуба, втората футсал лига ја сочинува 14 клуба. Во прва футсал лига шампионот, освојувачот на првенството излегува во... Тоа сте вие. Така во оваа година во случајот ние ќе играме во УЕФА футсал лигата на шампионите. Последните две екипи излегуваат од надпреварувањето, најдобро пласираните од втора лига влегуваат во првата футсал лига, односно во елитата. Да, Наум, како се чувствуваш како шампион во футсал лигата? Па, чувството е прекрасно. Беше тежок последниот финалниот надпревар? Па, финалниот надпревар не беше баш тежок, ама... Противникот беше слаб? Немам одговор на прашањето дали противниците слаби или ние сме јаки. И ние немаме одговор на тоа прашање дали противниците се слаби, а ние сме јаки. Добро, резултатот ќе каже колку завршивте. Па, ви сега, резултатот на пати и не се реално да правиме бе. Во која смисла? Чекај се, јас сум многу малку запознаена со футсалот и си прашувам се. Да, види сега, има резултати, може и таму ги нема 15-2, 11-3, ама и противничката екипа има многу повеќе шанси да даде голове, разбираш. Ама... Тоа значи дека е подинамичен, да. Подинамичен и малце повеќе среќа и... Меѓутоа, успех е сепак да се биде шампион нели на ниво на држава, 10 екипи. Мене ми е навистина жал, еве во Струмица, нели, како општина нема, вие сте во Јосифово е седиштето? Да, во Јосифово. Но имаме играчи од цел регион тука, како што разбрав. Така е, да, во Струмица традицијата, како и во најголем дел од градовите низ Македонија, традицијата е големиот фудбал. Исто и тука, имате два клуба кои што функционираат добро, и Брер и Беласица, па тука и третолигашките клубови.
основата и базата која што има големиот фудбал и традицијата со сите фудбалски школи детски кои што веќе ги има во секое населено место, во секој град, отвараат поголеми можности за тренирање на фудбал и заради тоа многу малку градови има кај што има футсал. Струмица нема, меѓутоа ние игравме еден домашен натпревар во Струмица оваа сезона, со Клими мислам негде ноември, декември минатата година, така да е во наредната сезона ќе пробаме некој натпревар повеќе да го изиграме тука. Да запознаеме ние струмичани, да го гледаме, да го засакаме, да кажеме ајде футсалот. Каква е состојбата во моментот? Знам, те прашав на самиот почеток, но ајде кажи ми пак еве како претседател и директор во кој стадиум се наоѓа футсалот сега кај нас во државата? Задоволни сте? Како функционира? Се движите на горна линија? Искрено, ако треба да дадам оценка за футсалот, тоа е во развој. Се уште ние каскаме како и за се во оваа наша држава во споредба со регионот и Европа, меѓутоа се повеќе има млади таленти, фудбалери кои што изразуваат желбата се бават со футсал, има клубови кои што работат со ентузијазам. Ни фали инфраструктура, реално состојбата со спортските сали низ државата е таква како што е. Да бидеме реални, така е. Меѓутоа фалат вложувања, подобрување на таа инфраструктура и можеби е најбитниот момент за да се добие приказна, а тоа е медиумско покривање. За жал и клубовите тука треба да вложат малце повеќе напори за информациите да стигнат до медиумите и до јавноста и мислам дека нивото може да биде многу повисоко. Треба заедно да работиме на тоа. Јас секогаш кажувам и секогаш сум отворена за разговор и за гости да ми бидат спортисти. И особено чест ми е, нели, кога ќе имам спортисти кои представуваат Струмица, Македонија, надвор од рамките на државата. Вие сте амбасадори на нашата држава, нели? Еве сега ќе одите Лига шампиони, сите ќе слушнат за Јосифово, за Струмица, за Македонија. И пак ќе кажам, навистина е жално ако ние како медиуми не ве поддржиме и сите институции, нели, кои треба тоа да го направат, но убаво кажа, клубовите се тие кои треба да ни ги пласираат информациите. Дали немаме се уште култура или начин како да се реализира еден клуб, како да се води? Пак се враќам на тебе, после ќе разговараме малку и за околу футсалот како играч, но сега ме интересира овој менаџерскиот дел. Така е. Ние во КМФ проект се трудиме да покажеме дека начинот на организација, скаутинг и пропаганда мора да бидат воедно компонирани за да може да се создаде бренд, за да може тоа да биде претпознатливо, за да може тоа да биде и потенцијална желба и на идни спортисти, спонзори и интереси од медиуми. Медиум ќе биде заинтересиран ако слушне дека има успешна приказна. Така, апсолутно. Ако нема успев, никој не се интересира за тоа. Да бидеме реални. Заради тоа сметам дека многу е битно ние сами како клубови да го кренеме нивото, за сите заедно да успееме да испорачаме атрактивно првенство, а атрактивно првенство ќе значи интереси на медиуми и на спонсори. Апсолутно. Сега од страна на играч, колку е напорно да се тренира футсал? Па доста е напорно да се тренира, посебно ако има и доста конкурентна екипа и играчи. И нели помала сала е, помалку трчете. Ајде сега, признајте се. Па види сега. Помала е. Помала е, ама темпото е многу поразлично од голем фудбал. За мене 40 минути мора да бидеш нон-стоп концентриран, ти мала грешка може да те кошта и гол право. Да, тука е подинамично и се случува нели во секунда. Така е, во футсалот нема право да се одмори. Нема простор да
оставиме играта да биде на другиот дел од теренот, а ние малку да одмориме. Или пак да држиш топка за да добиеш на време. Така е. Тоа големината, односно малиот терен не го дозволува тој луксус како по големиот фудбал и практично периодот кој што е поминат на теренот е цело време активен. Еве, ќе ви кажам само една информација која сигурно ќе ве зачуди. Екипа која што тренира професионално, максимумот кој што еден футсалер го поминува активно на терен, максималното време е отприлика околу 4 минути. Значи повеќе од 4 минути мора, пошто измените во футсалот се летечки, за разлика... Да, 20 минути, како што прочита, 20 минути полувреме. Да, меѓутоа активно време се стопира времето на секој прекин. Топката излезе... Да, и може да трае и 40 минути полувреме. Така е. И активно... И си на терен 4 минути само. 4 до 5 минути. И потоа се менуваат. Да, летечки измени, влегуваат други четворица, овие одмара 4 минути, па пак истото, значи тоа е многу интензитет. Колку имате во екипата? Составот... Сега на терен сте 5 со голман, така? Да, така е. А во составот? 14 луѓе се максимално кои што може да бидат во состав, од тие двајца се голмани, 12... И тие постојано ротираат. Да. Интересно е. Друг момент што ми кажавте, ние женските што имаме постојано проблем, нема офсайд. Да. Убавина за гледање. Да не се прашуваме шо е се, како офсайд. Јас никогаш не можам да го фатам на камера офсайд. Па да, нема офсет, ама женските, знаеш, офсет не разбират и не знаат како е работа за малиот фудбал. Оти ако останеш понагоре зад играч, може многу да кошти. Знаеш, ако у голем фудбал останеш офсайд, добро, ќе ти свират офсайд, а у малиот фудбал ако останеш позад играч и ако ти ја земат топката, автоматски е шанса за гол. Ќе те чини гол. Аха, добро. И сега, што е најтешко за еден футсал играч? Во цел тој надпревар, например, 40 минути, ајде да кажеме, ама како што разбрав, може да биде и 2 сати. Па, да. Најтешкиот момент, кој е најтешкиот дел, не знам? Па, на мене најтежок момент ми беше од голем фудбал, кога се пренасочих кон малиот фудбал. Знаеш, нели нови правила и се беше ново, нешто ново ми се дешаваше. Не ми беше полесно, пошто не ги знаеш сите правила. Јас имам играно доста мал фудбал, ама мал фудбал е друго. А во футсалот е други правила и ограничен си со секунди, со аути, со корнери. И многу ми беше подруго. Самата игра не дозволува луксус. Буквално се мери секое време. Додека треба да се изведе аут, судијата брои до 5 секунди, доколку не изведете аут, ви одзема топката. Голманот активна игра што може да ја има и истото тоа време. Значи нема простор да треба да има пасивна игра. Самата игра, правилниците се направени, создадени така за да има акција на сите страни. Да, многу поинтересна игра. Јас мислев дека е полесно затоа што помал терен или се игра, не се трча, како што знаеме да кажеме, нели фудбалерите најмногу трчаат. Таа е всушност тежината. Теренот е мал, меѓутоа на толку мал простор, да има толку концентрација на луѓе, а вие да можете да си додавате, да креирате шанси и игри, треба висок квалитет индивидуален, тактички, за да може да создадете разлика и да испорачате добар резултат. Сега, она што постојано го прашуваме, нели, за спортистите, што е важно за да се успее во футсалот сега во моментот. Дисциплина, ред, талент. Како ги откривате овде талентот? Рековме, нели, млади немате, мали нема за да се открие талентирано мало дете, па да го оформите како сериозен футсал играч, меѓутоа сепак се препознаваат, нели? Така. Базата не е фудбалерите од големиот фудбал. Значи, тие се нашите потенцијални засилувања и потенцијални играчи и секој кој што нема да се пронајде во големиот фудбал или ќе биде разочаран или ќе изрази желба да дојде кај нас, доаѓа и игра футсал.
А што се однесува до Како се мери успехот, нели? Битно е само да има талент или како знаат да кажат 10% е талент, 90% е работа. Да. Или... Успех како играч? Па поеме, нека каже он од негов аспект. Што е битно? Пред се треба да бидеш дисциплиниран. Ако говориме за футсал. Так. Дисциплината треба да е на прво ниво и да бидеш физички спреман нормално. Тактиката за мене е една и од поважните работи, дека што мора и тактички да бидеш спремен и се тренира тактика и на тренинг, нели, и што да тренираш и на утакмица што да играш, прекини, аути, разни работи што на многу народ не им е јасно што се дешава. Не им е јасно. Еве, споредба, си бил порано фудбалер и сега футсалер. Какви се тренинзите? Си правиш разлика? Па, тренинзите се доста... Кој е понапорен? Па, имате жени и у големи фудбал тренинг и у футсал, ама за мене сега што да кажем? И тој е напорен и тој. Напорно и таму, ама сега ти не сака да каже лошо, фине. Да. А постои ли, кажи ми, ривалство меѓу фудбалери и футсалери? Па постои. Знаеш, играш турнири многу и со некои играчи се знаеш од некаде, па ќе дојдете на лигашка утакмица, па таму има некои закачки, ривалство, нешто. И знаеш, и адреналинот се подига право и друго чувството. Знаат ли да кажат некои твои бивши колеги фудбалери лошо нешто за футсал и да го, како да кажем, не го третираат? Подценува, да. Па вај година доста лоши коментари слушнаваме. Да? Дека екипите се многу слаби, знаеш, никој не кажува ти ние сме јаки. Да. Никој не го кажува тоа. Ама влијаат негативните коментари? Не. Ве демотивираше тоа? Не, само не мотивират повеќе. За да За направите година успех. повеќе да дадеме. Тоа е Како екипа, да. Така, да, тоа е основната мотивација. Што би сменил во македонскиот футсал за да стане посилен спорт? Но... Пак се враќам на менаџерското. Нели, играчите си знаат едно, тие тренираат и нивна работа е да дадат успех. Меѓутоа, еве, вие како менаџер, како сопственик, треба и да се борите во тоа време. Многу работи може да се сменат за да се крене нивото. Мислам дека мора многу повеќе вложување да има за да може да го кренеме нивото квалитативно, да воведеме професионализам, подобрување на инфраструктурата, системот на надпревари, сметам дека воведување на плей-оф надпревари ќе бидат уште по примамливи за да дојдат повеќе публика и можеби пак ќе се навратам на тој клучниот момент, а тоа е информацијата да стигне до луѓето, тоа е медиумска покриеност. За да дознаеме ние дека има некоја успешна приказна тука во Струмица, треба информацијата да стигне до кај нас, а тоа е медиумската експонираност. Треба многу работа во ведување на младински категории, во обкружувањето наши, секаде во Европа има надпреварување во U19, па дури во U16 генерациите. Но за фудбал? За футсал. Да, еве во Србија има U19 надпреварување, на Косово има U19, буквално сегде. За во Европа тоа е воведено дури во самиот систем. Буквално во Словенија тоа и во часовите по физичко воспитување веќе внесено, па дури во многу земји во Европа, така да ако системски почнеме да се занимаваме со оваа работа, како држава која што има веќе малку физички луѓе присутни тука, можеме да се насочиме кон еден спорт кој што е помалце захтевен, со помалце луѓе, со помалку организација, за да можеме да испорачаме резултат не само во Македонија, туку и надвор од неа. Гледаш ли иднина? Убаво, ги слушам идеите, твоите замисли како и што би било. Имат ли слух? Пак и спомнам, нели, институциите и се за тоа да се развива и гледаш ли иднина во тоа?
Со тоа што сум дел веќе од футсал од 10 години, верувам дека ќе се развива. Сум оптимист и мислам дека се повеќе и повеќе луѓе, како од институциите, така и од бизнис секторот пробуваат да не јавнат како успешна приказна. Знаете, со излегувањето во Европа, можностите се поголеми. Апсолутно, да. Ние сите веќе, ако гледаме на ограничен пазар, значи сме со ограничени можности, а тоа значи дека не гледаме визионерски и малце подалеку. Можностите сега кои што не се нудат со интернетот, оваа мисија ќе гледат нашите по Европа. Да, апсолутно. Со можностите кои што ги нуди Европа, надпреварите во Лига на шампиони, многу луѓе ќе ја видат шансата да бидат промовирани на тој пазар. Денес веќе работиме од Македонија за европски фирми, компании. Мислам дека доколку испорачаме резултат, доколку испорачате успех, ќе биде препознан. Така само треба упорност, нели, и трпение, и работа треба за тоа. И јас сум оптимист. Да. Да го прашаме фудбалерот дали се живее од футсал во Македонија. Малку незгодно сега, тука е директорот, ама генерално дали може да се биде професионален футсалет и да се живее од тоа? Кога сме нели кај развојот на футсалот, какви се можностите? Или мора и нешто второ да се работи па за да се успе? Мора да се работи нешто. Не бива само од фудбал да се живее. Тешко е, може некои млади играчи, млади деца што тренираат футсал, би можели да живеат со некои нормални пари од футсал. Иначе повозрастни играчи со фамилија, тешко. Тешко, да. А кој е најмладиот играч? Мислам, колку години е? Адриан. Најмладиот е Адриан Трајков, 18 годишен. Тој беше и фудбалер, се дојде во футсал или директно во футсал? Дали имаме дете кој има изразено желба уште од мало да дојде кај вас? Ме интересира тоа. Желба имат изразено и тоа амбициите кај нас на клубот не дозволуваат туку така прифаќање само на фудбалери со желба за да бидат дел од КМФ проект. Мора да покажат резултати, да има. Така, КМФ проект низ историјата имаше период кога беше Галактикоси, цела репрезентација на фудбалери на македонската репрезентација беа дел од КМФ проект. Многу тешко е да се фати место. Едноставно немањето на тие младински надпреварувања не дозволуваат баш туку така некој да дојде. Меѓутоа, најголем дел од фудбалерите се видени како покажуваат таленти и предиспозиции за футсал. Со најсилното оружје на КМФ проект тоа е вниманието кој што му се посветува на секој еден фудбалер, го прави да желбата биде пред финансиите. Ќе направам сега една дигресија до прашањето со него. Ако јас секогаш прашувам, генерално, нели, кошаркар знае да каже, мали се платите, не се живее од кошарка, единствено фудбалот, не знам, може би на некој повисоко ниво финансиски, сите други спортови се за жал во незавидна ситуација. Така е. И во големиот фудбал, освен неколку прволигаши, сите други клубови се со лоши финансиски примања. Футсалот има потенцијал да платите одат многу погоре со самата професионализација. Колку повеќе ние ќе се професионализираме и ќе испорачаме резултат со самиот пласман во Европа, приходите кои би стигнали од УЕФА, би имал можност клубот да може да им возврати на фудбалерите со повисоки примања, а тоа е мојот сон. Професионализација, со растаретување на другите работни активности, да бидат
професионални фуцалери. Кога Така, ќе успееме до тоа, тогаш ќе бидеме и фактор во Европа. Да. Јас се надевам дека ќе имате многу успеси, ние како Биди свој ќе ве пратиме, ќе ве поддржуваме секогаш. Сега малку пак околу играта, многу ми е интересна, веќе не сум гледала, нели? И пак ќе го прашам Наум, колку пати би си требал да објаснуваш, ќе кажеш на пример што играш, ти ќе кажеш футсал. Колку пати си требал да објаснуваш што е тоа футсал? Знаат луѓето? Еве во Струмица, Струмичко, нели? Тие што пратат, знаат да тие се многу мал број на луѓе. И иначе тие што многу малце имат гледано, како за прв пат што немат гледано, многу пати се повеќе пат треба да објаснуваш. И за Те нервира тоа. Те нервира тоа кога не знаат што е футсал. Па нема нервира, ама пробуваш да си се промовираш, нели, сепак и тоа е, вие сте... И пробувам на попрост начин да му објаснам што е футсал. Оти ако им кажам правилата од прва, сите правила да ја кажам, секој нема да разбере што е футсал. Затоа, посебно на женските, пак ќе кажам, тешко. Има и доста машки што не го разбираат. Да, но рекреативно, мислам, се игра во Македонија рекреативно, скоро сите играат мал фудбал, така е? Да. Мал фудбал. И затоа се меша, нели, футсал и мал фудбал ги мешаат често. Сега, кога е така ми кажувате динамична игра, постојано, нели, е во акција, дали повеќе нервози има овде и повеќе расправи со суди, тренер, како функционира на самиот терен? Секој пат ќе има проблеми додека си внатре во играта. Ако некој нешто не е завршил како што треба, или ако јас сам си изгрешам нешто и ќе се изнервирам, ама ќе си го покажам това сам на себе, не спрема другите да си направам со некој друг проблем. Имате време, како таква динамична игра, имате време што да си кажете, да се расправате на терен? Нема време, ама затоа има спрешни ситуации. Да? Последниот финален куп надпревар е Наум, баш тука е, затоа ќе го земам за пример, промашува шанса 1-1 со голман, затоа што нема време да изреагира нервозно, се враќа назад, топката кај него и он се држи за глава после 5 секунди, од нема време таму да се фати за глава. Мора да се фати за глава. Мора таа нервоза некаде да излезе. Па да, ама да биде во контрола. Да биде контролиран нервозата. Ако биде неконтролиран, ќе има проблем со... Па немате време вие тука да се средувате. Колку имате време за тайм-аут? Имате? Да, имате барем тоа? Да, и двата тима имаат право на по еден тайм-аут во текот на едно полувреме. И што се случува на тайм-аутот? Какви насоки се дават и дали многу, секогаш ги прашам сите спортисти, воопшто го слушате тренерот во тие моменти? Добро прашање. Да. Го слушаме тренерот, ама и меѓу нас си комуницираме, знаеш, оти ние унатре подобро гледаме како стоја ситуацијата отколку тренерот што е од страна или било кој од страна. Ние повеќе ги усеќаме работа, дали е нешто тешко да се направи, дали може да се направи. И затоа пола тайм-аут е за тренерот и пола тайм-аут е за нас играчите. Вие си знаете како е на теренот. Да. И знаат, нели, постојано тренерите викаат, довикуваат за време на надпреварот. Ги слушате тогаш или не? Вие сте си во фаза да дадете гол. Па ви са нашиот тренер малку потих, јас не го слушам. Да. Апел до тренерот, погласно биде, да те слушаат. Повеќе слушам играчи што се од клупата, отколку тренерот. Они навиваат, довикуваат. Па друго е, знаеш, ќе разпознаеш глас некој што ти каже и друго е тренерот. Си помагате. Сите 14 души си помагат, играчи си помагат. Се активни во игра, нели? Знаат. Што е поголема нервоза, да промашиш гол или кога судијата ќе свирне нешто, не знаеш што си сгрешил? Па исто така са на финалниот куп, нели, на финалниот надпревар што беше. Имах не една 3 шанси за гол, ама исто така реагирах и морах да се вратам. Оти, нели, кажам, ако не покриеш како што треба, опасно се за другата, поточно за нас. Ама судијата може, мислам, најмногу да те изнервира. Кога свири не знае зашто. Па имаше една ситуација, стварно немаше веза што свирна, ама... Ама тоа минува, тука имате вар собе.
Се уште кај нас нема воведено, меѓутоа постои видео сапорт, се вика во футсалот, тоа VAR усвари, каде што може тренерот да викне челендж, да се провери одлуката на судијата и да биде одбиена или прифатена, меѓутоа во нашето првенство се уште не е воведено тој видео сапорт како VAR. Тоа ќе биде подобрување на квалитетот на играта или за футсал, да. Да. Многу брзината на играта поставува и проблематики во однос на грешка на судењето. Така е. Така да тоа може и да не се смета за намера или тенденција, туку ради грешка за тоа што се случува во секунда. А така да со челендж би имало можност за евентуална грешка. Знаат многу често да кажат љубителите на спортот, нели, дека сега со овие VAR совите се направи фудбалот да не биде така интересна и агресивна игра. Се согласувате со тоа? Па до негде да, меѓутоа јас сум човек од менеджмент и сметам дека воведувањето на технологија и на нови алатки кои што ги нуди денешницата не штетат. Од фудбалерски аспект не знам како е, мислам дека Па не знам, ви одговара секој едно, нели, судење да се преиспитува, па ајде VAR соба како што. Кој наша корист нема што да се преиспитува иначе. Некој знае судијата, нели, свесен си дека досудил нешто во ваша корист, ама ќе се прекјутите, нели, тоа. Кога нема VAR соба е окей. А тука се преиспитува. Кажете ми со оглед на тоа што се уште, нели, немам публиката, јавноста не е многу информирана, имате публика на надпреварите? Задоволни сте сега како е ситуацијата? Да, футсалот е спорт кој што е доста посетен. Ние домашните надпревари во последните неколку сезони ги игравме во Гевгелија, во спортската сала 26 април, и таа може да потврди е исполнета скоро на секој надпревар. Гевгелија знае да препознае спорт со амбиција. Еден надпревар, како што кажав, го игравме и во Струмицу, имавме доста солидна посетеност. Кога играме на гостински терен, салите се скоро секаде добро посетени. Штета е што инфраструктурата е таква да кога играме во декември на никој нема гледање футсал во тие минусни температури, со тие околности, но за жал да се надеваме дека се тоа ќе се подобри, да. Како ви значи публиката кога сте на надпревари? Ви значи дали играте на домашен терен и на гостински терен? Да, публиката е како шести играч на нас. Така. Подршка ти дава и у грешка и добро ти аплодира, знаеш, и во секој момент да те подигне и најтешко е да те подигне. А кога сте на гостински терен, кога урлаат по вас, ве демотивираат или ве прават посилни само? Па може само посилни да те направат. Да. Ама и најварно е да не се замара со публика. Не ја слушате, вие сте си фокусирани на терен. Дали постои можност, сега од женска перспектива гледам, женски да играат футсал? Колку добро прашање. Женскиот футсал, да знаете колку е развиен по Европа и колку се игра, женски футсал веќе има надпреварување по најголемиот дел од државите, така да тоа уопште не е новина. И апел, ако Фудбалска федерација воведе женски футсал, КМФ проект ќе се пријави со ЖФК проект, така да женски футсал би се надпреварувале. Сметаш дека има потенцијал? Исто како и машкиот футсал. Големофудбалските женски клубови би биле база. Во нашиот случај би се скаутирале потенцијални фудбалерки и сметам дека би било интересно. Посебно пак ради тоа што е помалце захтевно, значи бара помал број на спортисти и мислам дека би успеале да го подобрат. Да, мислите дека еве нашиве фудбалски екипи тука во Струмица ве гледаат вас како опасност, не знам да кажам, дека се преливаат играчи кај вас? Мислам дека не.
Мислам дека не е, затоа што најголем дел од фудбалерите ние, јас лично, како председател, ги поддржувам се додека сметаат дека имаат иднина и перспектива во големиот фудбал, да си играат во големиот фудбал. И јас им зборувам отворено. Во моментот кога ќе одлучите дека повеќе нема да се занимавате со голем фудбал, јавете се и кажете, јас завршив со голем фудбал, спремен сум да дојдам да играм футсал. Затоа што не сакам некој да се чувствува дека е излажан или прелажан од нас, за да дојде, а ја испуштил можноста во големиот фудбал. Кога тој сам ќе заклучи дека кренал раца од големиот фудбал, вратата е отворена, може да. Така, да, нема, па ќе кажам, не е тоа ривалство или надпреварување во играчи да се земаат играчи. Не, баш тоа е на дополнување, ќе направам паралела со воведот кој што го дадовте на почетокот. Ние користиме играчи од големиот фудбал, а тие може да искористат играта и способноста на мал простор од индивидуалци со високи технички предиспозиции да ги искористат за големиот фудбал. Знаете, ако еден фудбалер на еден мал простор успева да се снаоѓа во играта, има технички карактеристики, тактички на високо ниво, може да се мислите каков потенцијал е за големиот фудбал. За големиот. Сега го разговараме така, би било убаво, нели, како идеја, да се пласира или да се укажува на тоа децата и во училиштата да играат. Нели? Да, тоа би било... Од таму би потекнала и самата идеја и желба би се родила кај тие деца да играат футсал, баш како што нели изјави Роналдиньо дека таму се стекнуваат вештините и се учи на тој начин игра. Да, тоа е една прекрасна идеја, еве сите засегнати, надлежни, нека ја искористат, нека ја воведат. Штета нема да има никој, а може само да успееме да создадеме еден спортист повеќе, еден фудбалер повеќе, односно и здрави деца, една здрава иднина. Здрави млади. Наум се согласуваш сега со тоа, спортистите што се активни, мислам премногу активни на социјалните мрежи, го изложуваат приватниот живот, нели? И постојано секој, како да кажам, секој момент од животот е изложен на социјалните мрежи. Дали тоа е добро за еден спортист или му штети на еден спортист? Порано не беше така, нели? Да бидеме реални. Да. Па за мене приватните работи треба да се останат дома или у приватноста. Што е за јавност, па утакмица нормално не може да ја скриеш ако победаш или да, меѓутоа има сега, нели, се снимуваат во текот на денот, па што јадат, па што прават, како се случува. Дали тоа оди во позитивна насока за еден играч или може да му се удари од глава еден ден? Па, не, да му се удари од глава, не, ама мислам не е место за да се гледа кој што права преку цел ден, колку јаде, што јаде. Од менаџерски аспект, мислам добро дека... е толку многу да се експонира? Не, инфлуенсерските способности доколку ги покажува еден фудбалер е само за да ги заскрие недостатоците кои што ги има како фудбалер. Знаете, сметам дека живееме во свет кај што сакаме се да покажеме, се да експонираме, а тоа за еден спортист може да биде контрапродуктивно заради тоа што едноставно публиката не сака да знае цело време само за нас. Значи ги интересира и други работи. Ако ние во текот на денот постираме по 20 работи лично за нас, едноставно има едно копче unfollow и расчистува. Да, можеби некогаш и некоја карактерна особина нели ќе се открие кај играч на футсал, па тоа и негативно може да влијае на целокупниот клуб. Не знам дали од тој аспект размислувате како спортски работници да се... Еден од главните критериуми за луѓето, тоа е фудбалерите, дали да ги ангажираме кај нас во клубот е токму тоа. Прво да биде добар човек, да има карактер, да не биде конфликтен, да ја проверуваме и историјата негова по другите клубови, значи негов однос, затоа што еден гнил компир ја расипува цела вреќа и затоа многу ни е битно да биде прво човек пред се, а после да успееме заедно да направиме нешто големо.
Така да. Кога сме кај успесите и правењето големи работи, ми кажа дека ќе ми дадеш ексклузивна информација за што ќе се случува со вас како клуб. Една ексклузива, патувајќи до тука, до Струмица, добив известување од УЕФА во врска со предстојните квалификации за Лига на шампиони. Така. Апликацијата дозволува да ставам 2 града кои што би биле потенцијално наше место на играње на праварите во Лига на шампиони, и еве за вашите следачи ќе кажам дека едниот од двата града ќе биде Струмица. Значи можно е во август Струмица да гледа и елитен футсал, односно некои од европските гиганти да ги видиме на надпревари во спортската сала овде во Струмица. Тоа е преубава вест. Јас се надевам дека ќе се оствари, ќе се реализира таа ваша идеја и ќе ја направите Струмица центар на футсал збиднувањата, така би кажала. Искрено се надевам јас дека бидејќи во футсал клубот проект имате од Струмица играчи? Да, и наоме од Струмица, имаме тука од Босилово двајца фудбалери, Трајче Димитриев и Георги Коцевски. Од Струмица ни е Горан Стојанов. Не, од Радовиш. Од Радовиш, пардон. Така, цела регион сте, значи. Да, од Гевгелија ги имаме браќата Јаневи, Бојан и Димитар Јанев, од Јосифово Адријан Трајков и Кристијан Гавровски, така да регионот е целосно покриен со луѓе. Да, и другата половина ни е скопска, скопско-кумановска екипа. Има дел од вашите играчи во репрезентацијата на македонски? Да, ние имаме 5 постојани репрезентативци кои што добиваат повик на секој надпревар на репрезентацијата. Покажа и успех. Репрезентацијата имаше успешни квалификации во прелиминари раунд од квалификациите за светско првенство. Имаме и повремени репрезентативци, а се надевам дека многу брзо некој друг и ќе добие репрезентативен повик сега тука во нашиот наша близина, да не го кажеме, но ќе го погледнеме. Ќе го погледнеме само да. Јас искрено се надевам дека ќе се реализираат сите ваши планови, дека ќе го гледаме во репрезентација и Наум. Кажи ми, Наум, за крај, имаш идол во светот на футсалот или човек од кој гледаш и те мотивира за и понатаму да продолжиш да играш? Па да, има доста добри играчи на светско ниво. И можем да кажем дека Рикардињо ми беше еден од поумилените, португалец, нели, нормално. Така. И ми беше многу да го гледам како го игра футсалот, со која леснотија го игра футсалот. Така. Ама не можеме да го сакаме да пробаме да бидеме како него, ама тешко е. Битно е да имаш цел поставено, да има мотивација и да се трудиме да одиме кон нашата цел. Па он тоа ще си го има дадено му од Господ. Да, талентот. Да, талентот, на нас ќе останува да се работаме и да пробуваме нешто слично на него. Да се постигне, да. Јас се надевам дека ќе постигнеш голем успех и во рамки на футсал клубот проект, и како што кажавме и во рамки на репрезентацијата, нели, кога ќе добиеш повик. И се гледаме на некој нареден подкаст со нови успеси, нови видувања во однос на футсалот. И за крај, Иван, како председател и собственик на клубот, кажи ми кој би бил твојот совет? Прво, до родителите, за младите деца. Како да ги усмеруваат децата во однос на спортот генерално? Многу ми е важно тоа, затоа што сметам дека ние родителите малку скршнуваме од сите тие наши идеи и желби, затоа што сите сакаме, нели, да не станат славни фудбалери веднаш децата, но не оди тоа така. Кој би бил твојот совет? Од каде да почне но мало дете? Сметам дека најголемата грешка која што ја правиме како родители, ради тоа што јас сум родител и имам деца, е да не ги притискаме по секоја цена да играат некој спорт кој што им се допаѓаат на нивните родители. Да го оставиме детето сам да го избере спортот кој што ќе сака да го тренира. Доколку му ја дадеме таа слобода, ние сакаме да бидат фудбалери, меѓутоа
постојат толку различни спортови, да сам го одбера спортот, а тајната на успехот е работа, дисциплина, мотивација и желба. Доколку овие работи ги склопиме воедно, и ако, како што кажа Наоми, Господ дал талент, тогаш веќе може да продуцираме и врвен спортист. Так. Наша цел, наша мисија како клубови, како општественици, како луѓе е да извадиме што повеќе луѓе на платформата наречена спорт. Така. Доколку ги ставиме таму, ќе успееме да продуцираме една здрава нација, здрава иднина, а со тоа значи и посрекно место за живење за сите нас. Так. Јас ви благодарам на овој убав разговор. Јас научив многу за футсалот. Се надевам и публиката и се надевам дека ќе ве гледаме во Струмица. Ви благодарам за можноста, благодарам за тоа што ни дадовте можност да ги запознаеме и другите луѓе во врска со нашата приказна, како футсал клуб проект, Так. па и футсал воопшто како спорт. Сакам да ја поздравам емисијата, еден професионален подкаст за наши околности, за наше обкружување во овој дел од државичката е реткост, така да Так. секоја чест за вашата работа. Само продолжете. Так, благодарам. Ние секој се трудиме да направиме разговор со луѓе кои прават успешни приказни, а вие сте едни од тие кои прават успешни приказни. Се гледаме во иднина со вашите нови успеси. А вас ви благодарам за вниманието со кое не следевте и се гледаме секако на наредниот подкаст.